Добре дојдовте, вие гледате Fair Play на Телма, а јас ве поздравувам и ви благодарам што и овој пат ни ја давате вашата доверба и вашето внимание. Наша денешна тема ќе биде кошарката, заедно со македонскиот стратег, кој гради сериозно успешна интернационална кариера, а во нашето студио доаѓа со свежи впечатоци од неговото искуство во руската ВТБ лига. Тој седна на клупата на рускиот гигант ЦСКА Москва летото 2022 година, на истата клупа каде пред него седеа бројни звучни тренерски имиња, а наследувајќи го легендарниот Димитрис Итудис. Во далеку од идеална позиција за 8-кратниот европски шампион, кој беше и се уште суспендиран од европските надпреварувања поради воената состојба во земјата, Рајковиќ успеа да испише историја во најсилната руска конкуренција. Постави неколку рекорди со неговиот тим. 30 победи на 32 надпревари. 14 надпревари со постигнати 100 или повеќе поени и најмногу постигнати поени во просек по надпревара, тоа се 95,6. Уникатниот пристап и успешноста во работата. На Рајковиќ му го донесоа признанието за најуспешен кошаркарски тренер во ВТБ лигата минатата сезона, но не и титулата. Соработката на Емил и ЦСКА заврши во месец април годинава, откако неговиот тим претрпе убедлив пораз од ривалот Уникс Казан, во чии редови блескава партија. Најдобро во досегашната кариера одигра македонскиот кошаркар Ненад Димитриевиќ, за чија игра Рајковиќ и неговите кошаркари овој пат нема одговор. Поради обврските, ретки се неговите појавувања во македонските медиуми и затоа за мене честа е голема што за професионалните искуства и животот во Русија денеска ќе разговараме со Емил Рајковиќ. Со свежи искуства од се оно што нему му се случуваше во поглед на кариерата, обврските, меѓутоа и живењето во Москва и тимот на ЦСКА Москва, во студиото на Fair Play овој пат го пречекуваме господинот Емил Рајковиќ. За мене голема чест. Благодарна сум што сте овде и ви посакувам добре дојде во емисијата. Благодарам на поканата, Јана, и чест ми и задоволство да бидам тука. Ретко ве има во македонските медиуми објективно, пред се затоа што и не сте овде. Меѓутоа, откако се вративте, откако вашата работа во Москва заврши минатиот месец, имаше ли доволно време за малку да се стабилизирате, одморите, да си бидете со најблиските, оно што вообичаено всушност не го правите? Да. Малку изненадувачки и порано од обично дома, но како и што кажа, го користам ова време да бидам со семејството. Имам две керки, едната постарата е матурантка, малата е полуматурантка, така да тие драгоцени моменти со семејството ќе бидам со нив и мислам дека тоа е и најважно во животот, така да сум среќен што сум тука со семејството, со пријателите и ја можност да почувствувам пролет во Скопје конечно. Да, пролет во Скопје малку потопло време. Овој разговор некако ќе го стартувам од начинот на кој што завршивте во Москва, затоа што беше невообичаен, барем во македонските медиуми. Знаете какви беа насловите, дека се судрија на некој начин двајца македонци, меѓутоа едниот му пресуди на другиот. Во оваа ситуација нашиот Ненад Димитриевиќ одигра еден феноменален надпревар, вие тој го признавте, можеби најдобар во неговата досегашна кариера, а потоа вашиот клуб одлучи дека баш сега време да се разделите. Со какви емоции вие се вративте од таму, го доживеавте тоа тешко или го поднесовте добро и гордо? Да, видете, пред се за Нено, неговиот престој во Уникс, пред неговото подпишување баш се јави. Дали да воопшто дојде во таа лига, дали да ја прифати поканата на Уникс, баш разговаравме за тоа. И јас, мојот совет беше да прифати и да дојде во таа лига, да
да ја превземе таа улога на лидер, бидејќи во шпанското првенство настапуваше во Валенсија и немаше таква улога. Перасовиќ е измореден тренер и човек и му даде вистинска улога на Нено, а Нено тоа го искористи на најдобар можен начин и можам сега комотно да кажем и во руските медиуми го изјавив неколку пати дека е он најдобриот играч во таа лига, а неговиот пат не застанува тука, туку искрено се надевам дека наредната сезона ќе игра во Евролига. Има некои шпекулации, но тоа е на него да ви каже каде и како, али се надевам дека неговата кариера ќе иде во нагорна линија, затоа што мислам дека има огромен напредок и пред се, освен физичкиот и играчкиот дел, од ментален аспект прерасна во лидер, кој што е стабилен, психолошки, во клучните моменти го носи својот тим до победи со сериозни тимови контра него. Така беше и на надпреварот против нас. Ние направивме се што може да го сопреме, но он беше, можам да кажам, незауставлив во тие моменти. Што се однесува до ситуацијата со ЦСКА, мене ми беше чест и задоволство да го водам тој клуб 2 години. И нашата работа тренерска е таква да ние секогаш имаме еден куфер спакуван. Никогаш не знаеме до кога е работата и никогаш не знаеме која е следната дестинација. Така да мојот пат е има уште долго во мојата кариера, така да се надевам на убави работи, гледаме во иднината, а се тоа што сме го поминале и е едно искуство и едно школо за понатаму. Значи нема некои големи разочарувања, одиме понатаму според ова. Само уште малку околу надпреварот и Нено Димитриевиќ, додека сето тоа се одвиваше на паркетот. Тогаш во тие моменти што ви поминуваше низ главата и што прво му рековте на крај кога нели се поздравивте, односно честитавте? Она баш прва реченица, мислам дека му на терен си честитавме, најнормално, нема многу зборови, но веднаш после надпреварот му пратив порака секоја чест. Секоја чест со извично, да, тоа беше пораката. Иако бев повреден во тој момент и знаев што следи за мене, искрено му честитав затоа што тоа е спортот. Не е живот или смрт. Туку е кој вечерва бил подобар, кој одиграл подобро. Кога ќе признаете пораз, не признавате дека сте полоши од него или дека сте помалку вредни, туку дека тој ден он бил подобар од вас. И треба да се честити. Јасно ни е на сите кога ќе кажеме ЦСКА Москва за каков гигант станува збор, не мора да се навраќаме многу на историјата, меѓутоа факт е дека човек на тренерска функција таму не може случајно да се најде. Значи тоа едноставно промислена одлука и секој кој доаѓа таму, челниците знаат зошто дошол таму. Сте зборувале можеби за ова некогаш, меѓутоа сакам малку подетално вие самиот што мислите, што беше клучно? Сигурно е сплетна повеќе нешто, но што беше клучно за да ја добиете таа доверба? Мислам, да, сум зборувал за ова и е апсолвирано прашање. Претходната кариера, успесите, тренер на годината во ВТБ лигата, издигнување на Астана од минорен клуб во плей-оф и историски резултати. Истото со Автодор Саратов, значи макотрпна работа 4 години во таа лига и стварање на контакти, оставање на со секојдневното работење, оставање на некоја слика за себе дека е тоа човек кој што треба да ја води ЦСКА. Така да
И ја не бев таму 2 месеци, туку бев 2 години. Што не е ни малку. Не е воопшто малку и не е лесно да се задржиш во клуб во кој што има највисоки амбиции и во кој секој пораз е трагедија. Тоа ми е многу важно. Сега да го раскажете, сум слушала коментари на темата од нашите спортисти во други спортови кои имаа прилика да играат за гиганти. Значи, колку е голем тој притисок, како изгледаат тие состаноци со управата, кога убаво велите, значи се бројат сите поени, се брои, односно се анализира се што се случило и кога има пораз е трагично. Значи не е тоа ај добро загубивме, па ќе биде подобро, туку е трагично. И сето тоа како се поднесува на дневна база? Кога работите на тоа ниво, веќе сте спремени не само да ги поднесувате или да ги менаџирате, туку и да ги креирате тие психолошки состојби во тие моменти. Така да не се зависи од претседателот или од подпредседателката во мојот случај. Самиот момент кога потпишував, се знаеше каде доаѓам и каков е притисокот. И они самите за себе, Наталија Фураева, мојата подпредседателка, говореше нема клуб на светот во кој што има поголем притисок од ЦСКА и тоа треба сите да го знаат. И тоа е нормално, затоа што мислам дека само Реал Мадрид има поголем број на титули од ЦСКА Москва во Евролигата, да не зборам во Советскиот сојуз и во Русија. Така да не се освојуваат тие титули ако нема константен притисок да се земат, потпишат најдобрите, да се задржат, да работат максимално, да се држат одговорни за своите одлуки и постапки. Така да така е во големите клубови. Така е во големите клубови и тоа е тоа. Нема друг начин. Дали вие лично во овој период таму бевте сведок можеби на играчи кои што не се подготвени на таков притисок? А во моментот се дел од колективот? Да, сите сме ние индивидуи, сите сме личности, сите работиме на себе и еволуираме. Јас од минатата година и денеска сум друг човек. Значи, сите ние еволуираме и нашите животни искуства и секојдневие не прават вакви или онакви во иднината. Така да и тие играчи и нивните моментални состојби во семејството или надвор од теренот, дури и на теренот, релациите со соиграчите, релациите со тренерот влијаат на нивната емоционална и психолошка состојба и потоа тоа се рефлектира и на нивниот перформанс на теренот. Така да, некои играчи знаете како, зависиме од кошарката е комплексна игра и зависиме не само од залагање и од дисциплина, зависиме некогаш и од одредени работи што се надвор од наша контрола. Ние правиме се да ги максимизираме шансите за успех и идеме во неверојатни детали, но некогаш не се зависи од нас. Топката треба да влезе во кошот, некогаш ќе влезе, некогаш ќе излезе. Така да затоа е и играта интересна и привлечна за гледачите, затоа е непредвидлива. И тоа е убавината на спортот. Да, на крајот од денот спортот е едно голямо шоу, нели си ја има, за секогаш ќе има таа улога. Една од веројатно најтешките и најголемите задачи на секој тренер е да го одржува балансот во екипата, особено кога говориме за првите тимски звезди, оние кои што можеби имаат енормна популарност заради икс причини и оние кои не се во моментот толку популарни, меѓутоа сите се дел од тимот. Како вие тоа го правевте? Дали тука имавте потешкоти? Особено минатата сезона кога имавте можеби повеќе звезди во тимот. Да, може да се каже, тоа се потешкоти за одредени тренери. Јас искрено немав големи проблеми во тој дел. Например, во мојот тим во минатата сезона беше Алексеј Швед, кој што е навистина голема звезда во Русија, па и во Европа. Мислам дека ја држи многу рекорди во Евролигата и е таква фигура со аура околу себе и со голема популарност. Имавме Никола Милутинов, имавме Курбанов, играчи кои што се легендарни во Русија, па и во Евролигата. Но односот со нив е, ако е базиран на честност, на искреност и ако играчите, како и да се викаат, препознаат дека тренерот прави се со искрена намера за нивнен бенефит, за нивно добро, го препознаваат тоа и се кооперативни, се фер во тие односи, така да
немав поголеми проблеми. Знаете, постари играчи знаат некогаш да се жалат на тренажниот процес, дека е многу, дека е напорно, дека е поголемите играчи мислат дека е, што е и факт, дека е поважна утакмицата и дека не мора толку залагање на тренинг, но кога ќе дојде надпревар дека они ќе го дадат својот перформанс. Сега да се најде тој баланс помеѓу нивните желби, мислење и тоа што тренерот го знае како екзактна наука и практично го применува за да дојде до резултат, тука се има некоја сива зона која што треба да се пополни и да се однесе бродот во прав правец. Така да, но морам да кажам дека со сите играчи имавме извореден однос и тоа е пред се, мислам, ако се квалитетни личности, ако се квалитетни луѓе, нема поголеми проблеми во тоа. Колкава е во таа смисла слободата која што вие како тренер сакате да ја дадете и ја давате, особено на оние кои вообичаено имаат најголема ефикасност, се носители на играта, но и таквите играчи некогаш знаат да имаат лош ден. Па има надпревари каде што тоа се оди надолу, затоа што едноставно дадениот носител на игра денес не му оди или не е расположен. И сега, дали тука ви се создаваат големи нервози или... Знаете како, ние тренерите пробуваме се да предвидиме и да гледаме неколку чекори однапред, така да сите имаме поставени системи, одбранбени, напаѓачки и се тоа, но во сите тимови, можам да кажам, лидерите или тие играчи кои што ние ги нарекуваме главни играчи, се тие кои што ја прават разликата. Обично се во сите спортови, па и во кошарката, се добри во игра 1 на 1. Може да ја направат таа предност и иницираат помош од другиот дел на одбраната на другиот тим и потоа, ако се вистински шампиони, несебични играчи, ја делат таа предност, а другите играчи се добри екзекутори. Обично тие играчи, да речеме, како Алексеј, како имав Каспер Уер, се играчи кои што можат да постигнат и 30 и 40 поени, но се доволно искусни и свесни да знаат дека тоа не може да трае секој надпревар и не може да се стигне до титула на тој начин. Така да тој баланс помеѓу искористување на своите мастерства, индивидуални квалитети и да речеме делење на одговорноста е вечна приказна во кошарката. Го имате примерот со Мајкл Џордан и со Стив Кер. Добро. Кога Мајкл Џордан постигнува 30-35 поени, но почнува да го удвојува, да го тројуваат и Стив Кер му вика: Мајк, отворен сум. Му ја додава последната топка и Стив Кер го вика: верувај ми дека можам да го постигнам. И значи тоа е таа доверба помеѓу играчите, помеѓу тренерот и играчите, да се створи една кохезија за да тие одлуки во клучните моменти бидат правилни и да донесат плод. Да, ве разбирам. Околу истава оваа тема, например, еве јас лично повеќе сум во тек во Евролигата, дека често се случува и навивачите, јавноста, да се лутат кога одредени тренери можеби најмногу им прогледуваат низ прсти, така да се изразам, на првите звезди, а ако останатите постапат идентично, односно им се случат грешки, тогаш веднаш одиш на клупа и чекаш таму. Да, во тој контекст затоа што има договорено. Например, главниот играч, веројатноста на успешност на тоа што го изведува е многу поголема од веројатноста на успешност на тој играч кој што е со одредена улога. Така да, заради тоа тренерите кога излегуваат од рамките на договореното, тогаш се лутат. Тоа е. Може би, да речеме, ако збориме генерално, ако збориме. Мислам дека е една доста важна тема секој човек во која професија да работи да биде искрен самиот према себе и да се обиде да препознае во што би можел да биде најдобар, каде има најголем афинитет. Кога сте вие во прашање, вашата кариера како тренер започна одамна, односно прилично рано, вие бевте тогаш сте биле тогаш млад. Јас бев многу мала за да го сведочам тоа, но како и да е, ме интересира прво како играч. Имаше ли некој клучен момент кога самиот себе си рековте: јас веројатно не можам или не сакам да правам таква жртва за да
станам еден ден врвен кошаркар, туку мојата енергија ќе ја пренасочам за да станам врвен тренер. Види, Јана, постепено можеби да, затоа што јас бев доста талентиран играч и на можеби 19 или 20 годишна возраст постигнав одлични успеси. Со работнички освоивме титула, шампионска титула, имав значајна улога во таа титула. Потоа Заре Марковски ме земал во сениорската репрезентација и во тие моменти очекувањата и надежите мои беа дека ќе направам навистина добра кариера во Европа, дека ја дојдов и до еден момент да играм и надвор од Македонија во Грција краток период 7-8 месеци, ама не ги исполнив своите очекувања. Јас имав да речеме очекувања за себе да играм во голем клуб во странство, не знам, во тоа време беа популарни Бенетон, Реал Мадрид, Макаби, Киндер, Болоња. Се замислував во како дете. Меѓу најдобрите, да, добро, меѓу најдобрите. Што и треба. Но полека, после некоја година, после тие успеси околу 19-20 години, продолжив да играм, но и кошарката и мојот напредок не беа на ниво на кое што очекував. Имав исто повреда која што беше дискус хернија, диагностицирана во тој период, кај што ме советува да идам на операција. Не сакав да го направам тој чекор и играв така, значи, и докај некои 26-7 години играв, но кога видов дека кариерата оди во надолна линија, имав од моите тренери секогаш поддршка и секогаш ми велеа, посебно Марин Докузовски и Сашо Тодоровски, они ми беа тренери во работнички. Велеа секогаш дека ќе бидам добар тренер. Дека од тогаш детектира дека кога бев 19-20 години. Ја разбирав играта, имав чувство за сега да не налагам премногу во детали, за одбранбена помош, ротации, за одредени чекори однапред што ги гледаат само плеймејкерите, ја не бев плеймејкер. Така да ме советува да почнам да се занимавам со тренерската работа уште тогаш. Да. И потоа добивте шанса, можеби на некој природен начин, нели? И така, полека на некој природен да. начин добивам шанса и чекор по чекор се развива мојата тренерска кариера. До сега сум веќе мислам 18 години како главен тренер и без преголеми паузи во кариерата. Верувам дека тие кои сакаат еден ден да станат како вас, да е Боже и уште подобри од вас, би им значил советот и додека се млади, што е тоа што требаат и можат да го направат за со соодветна брзина да ги следат новите случувања во кошарката, која де факто и таа се менува, а плюс и на различни делови од земјава со поинакви правила, помалку или повеќе, се со цел да може да бидат добри тренери. Како вие учевте? Од кого најмногу учевте? Сам си ги баравте новите знаења или доаѓавте во контакт со луѓе од кои имавте прилика да земете добро знаење? Вие, тоа е еден процес долг е кој што секако, трае но целиот мој живот. Јас се дружам со кошаркарската топка од своји 9-10 години. Тоаш почнав да тренирам кај Драган Василов Цевка. Јас сум во работнички, не знам, 15-16 сезони, ако го рачунаме тој јуниорски стаж. Во пионери, кадети, младинци, првиот тим 5-6 сезони. Значи, тоа знаење акумулирано таму од, не знам, од Цевка, од Митко Луковски, од Марин Докузовски, од, не знам, од Драган Луковски, од Јанко Луковски, од кој све не ми бил тренер. Ке заборавам некого да не Стерули Андоновски, значи Тихо Матевски, многу тренери и од секого тој што е љубопитен и што е жеден за знаење, ќе научи од секого, ќе научи и од некој како не треба. Ама ќе поставува одредени прашања, ќе доаѓа до одредени заклучоци. Секогаш сум бил љубопитен, секогаш сум сакал да дојдам до знаење. Така да и во раните играчки денови, а потоа и како тренер, и до ден денеска барам нови знаења, барам нови трендови во кошарката и така да денеска е лесно. Порано ние работевме со ВХС касети, со цедиња,
Сега е се Достапно. така достапно да е тоа неверојатно. Значи, ние имаме сега семинари од најдобрите тренери, имаме Euroleague Coaching Association прави семинари, имаме, не знам, FIBA прави семинари, имаме американски тренери, па може да извадиме сега 4-5 тренери кои што извонреден материјал и тоа со методски постапки, од сите аспекти, од психолошки подготовки на тимовите, на играчите. Значи, кој што е, како да кажам, жеден за знаење, кој што сака да напредува, има огромни ресурси. Потребна е, мислам, првенствено желбата и мислам дека тоа е клучно, а потоа ресурсите се тука, треба голема посветеност и упорност за да се дојде до одредено ниво, а посебно од Македонија, која што не е кошаркарска велесила, кај што не сме им на како да кажам, не ме гледа така често, не сме така видливи, нема кој да не подбутне. И затоа сега, кога сум во оваа позиција, веќе афирмиран надвор од Македонија, каде што имам многу, да речеме, познанства и круг на пријатели кои што можат да влијаат на млади тренери, пробувам да помогнам на сите кои што работеле со мене од помладава генерација да излезат надвор од Македонија, да добијат квалитет плюс, па да малку тоа ја придвижи и нашата кошарка нагоре. Дали тоа значи дека и, да кажеме, нашите луѓе кои се инволвирани во кошарката, оние кои активно работат, па и помлади тренери, се случува и самите да бидат храбри и одлучни да ве контактираат, да ве побараат, да побараат совет? Како не. Добро, тоа е убаво да се слушне. И доста што ми биле помошници тренери и што биле со мене и соиграчи се денеска тренери. Во оваа лига поврзани тренери со мене имате, не знам, Самар Джиев, кој што играл со мене во работнички, па после бил мој играч 6-7 години, па имате Јончевски, па, не знам, Љупчо Малинков, кои се тренери сега имаме, значи многу што сме ги вкрстиле нашите патишта и со сите одржуваме контакт и одржуваме разговори за кошарката, пробуваме си помогнеме, така да одлично. Мислам дека треба да учиме и од нашите соседи и од тие тренерски асоциации кои што навистина несебично пробуваат да си помогнат, да поделат знаење, но и да си помогнат во наоѓање на работа и така. Значи, едно мало лоби, да кажам, наше, за да практично успееме надвор. За потоа да малку и се пренесе тука, па да се придвижи и да се подобри нашата кошарка. Да биде подобро, така е. Што се однесува до ЦСКА Москва, рековме какви се очекувањата на управата, какви се целите на тој клуб. Тоа значи дека таа машинерија несомнено мора да биде голема и перфектно организирана. Може ли малку да ни доловите како тоа изгледа? Во смисла, колку е голем тој тим кој што таму секојдневно се грижи се да биде под конец? Дали вам ви беше во било кој поглед тешко да се привикнете на тоа работење? Тука и јазикот можеби е ред да го спомнеме, затоа што после некој време веројатно очекувањата се дека треба да го зборувате. Значи, сите оние буквално секојдневни околности. Прво јас пробев 4 години во Полска. Работев во сериозен клуб, сериозни два клуба, Шлонск Вроцлав, кој што е 17-кратен шампион на Полска. Потоа во БМ Стал Остров, кој што исто е клуб со големи амбиции. Со сите тие клубови бевме во плейоф, во финалиња. Потоа дојдов во Астана, кој што е шампион на Казахстан. Значи, сите тие клубови се високо организирани клубови и со одредено ниво на организација кое што е потребно за да се надпреваруваш во тие лиги првенствено.
ЦСКА е еден чекор понатаму во однос на организацијата, затоа што е не само учесник, туку еден од собствениците и еден од најтрофејните клубови во Евролигата, кој што, значи, ЦСКА поставува стандарди и во Евролигата и е многу блиску до НБА во однос на организацијата, затоа што се е во клубот организирано да играчите и тренерите мислат само на кошарка, да не имаат додатни оптоварувања во било кој поглед во смисла на организација. Така да не знам, да навлагаме во детали, но значи и инфраструктурно и нивните facilities, значи сала, спа центар со овие криокомори, со шкафчиња кои што се онака во Формула 1 стил за играчите, со нивните имиња, одат во детали да се биде комфортно за играчите, да не збориме за опрема или за патувањата кои што одиме со приватен авион, така да се е тоа на највисоко ниво и се е направено да играчите нивните оброци, не знам, суплементација се е до перфектно ниво. Да, никаде слушнав, прочитав дека всушност две жени, едната веќе ја споменавте, имаат важна улога во организацијата, управувањето, така? Да, значи имаме Андреева Тутин беше председател, Наташа Фураева е за спортскиот дел и Наташа Кузнецова е за финансискиот дел, а под нив има едно 100 вработени. Значи во администрацијата на клубот. Голема организација, значи салата е 12-13 гледачи, се користи за хокеј, во рок на 10 часа се менува од хокеј сала, станува сала за кошарка. Некој друг за нас реално нема да кажам, значи далечен свет за нас, меѓутоа ако ова се податоци кои е редно и убаво да ги знаеме, затоа што некаде нештата сепак можат да функционираат и да бидат перфектни. Да, мислам, ако збориме кај нас, првенствено да не навлагаме во овие, можеби се некои работи недостижни, но да тргнеме треба од базата, од основите и да се затоплат првенствено салите, да не се игра во ладни сали, тоа е број еден. Па макар и на да речеме сметка на правење на тимот или на еден да речеме 10% од креирањето на ростерот, ако треба е, не знам, да нема толку скап странец, но да има основни услови за младите играчи да можат да тренираат нормално. Со колегите кои разговараме, се уште имаме сали каде што не е тоа решено. Тоа се некои работи што мора да тргнат напред. Минатата сезона срушивте многу рекорди, го добивте нели највисокото признание како најдобар тренер во лигата, меѓутоа посакуваната титула за жал не ја освоивте. Како тогаш тоа го поднесовте и кои промени можеби тоа значеше за следнава сезона? Видете, некако се беше перфектно се до моментот на, нели, се до клучниот момент. Да. Значи имавме ситуација каде што дојде до повреда на Алексеј Швед и на Никола Милутинов. Алексеј осуствуваше 2,5 месеца заради таа повреда. Се врати прерано, се врати неспремен и за малку, беше 3-3 во таа полуфинална серија, изгубивме во последните моменти од Локо, кои што беа физички поспремни и поатлетични. Тоа не чинеше, Никола играше практично со една нога, затоа што имаше дисторзија на скочниот зглоб. Но тоа беше една ситуација каде што паднавме. За ЦСКА не е успех третото место, но да се победи Зенит со Чави Пасквал без Алексеј Швед и со таков тим исто беше успех и беше една серија која што беше за нас големо школо, да после таков пораз успееме психолошки да се издигнеме и да играме на највисоко можно ниво. Тие серии за третото место беа навистина квалитетна кошарка, со максимален ангажман на двете екипи, пошто се големи ривали и било кој пораз од тој ривал е повторно голем проблем. Така да ја завршивме таа сезона со позитивна нота сепак, со победа над Зенит во таа
утешна, да речеме, серија за трето место. Потоа, сега да не многу образлагаме, но во текот на ова лето дојде до одредени намалување на буџетот. Не можевме да си дозволиме да задржиме играчи од тој ранг. Тимот беше различен. Да. Пробавме во првиот дел на сезоната да малку форсираме и млади руски играчи. Ни еден момент не игравме со 6 странци, што е максималниот број на странци дозволен, и планот беше да се засилиме на крајот. Подпишавме еден играч од NBA, Вил Бартон, кој што кога дојде кај нас не ги помина медицинските прегледи. Така да неколку, да речем, нестрекни сплетна околности не спречија да играме најдобрата кошарка. Каспер Уер повторно се повреди, значи и во истиот момент како Швед во минатата сезона, и едноставно дојдовме во некоја криза на резултати, неколку надпревари, некој месец дена, каде што дојде до веќе проблем заради тоа што почна се намалува и само довербата кај играчите, кај мене, така да управата реши да проба да направи некаква искра, некаква промена да го придвижи тимот. Каспер Уер се врати. На излезното интервју им посекав среќа и да ја освојат титулата, затоа што знам дека ќе освојат, затоа што тој тим јас сум го селектирал, сум го спремил. Верувате во нив? И верувам во него. Каспер се врати, така да влегува во финалето и мислам дека сега со Уникс ќе биде голема борба и имаат голема шанса да ја освојат титулата, затоа што тој тим е и тактички, и физички, и секако и ментално спремен да го направи тоа. Да. Морам да ве прашам за една ситуација со Швед, заради тоа што ја знаеме неговата популарност, меѓутоа со него имаше и еден несакан инцидент, така? Да. Кој што баш беше неубав, со неубава слика. Само накратко, како тогаш клубот постапи се со цел да, не знам, да му помогне, да биде тука, како тоа низ вашата призма изгледаше? Клубот даде поддршка во рамките на своите ингеренции. Сепак тоа е некоја случка која што се случила надвор од теренот и со неповрзана со кошарката. Да. Че имаше шпекулации дека се тоа навивачи на ЦСКА незадоволни од неговата игра и го направиле тоа не е вистина. Тоа не беше вистина. Тоа не е вистина, да. Тоа е ситуација која што некои тамо момчиња кои што во алкохолизирана состојба во ресторан, кај што он бил со уште еден соиграч и со жените, најнормална вечер прераснала во некаков конфликт каде што повеќе лица, 4-5 луѓе го нападнале. Не можел да се одбрани. Несрекно паднал исто на тротоарот, така да можеше да биде сериозна повреда која што и можеше да има тешки последици. Така да сите ние човечки го поддржавме, дојдовме да, вие како колеги, блиски соработници. Сепак како тренер, исто и клубот и навивачите сите го поддржаа, но ние останавме без него и продолживме да играме без него, без најдобриот играч. Но најбитно од се е што он се врати и што е сега здрав и со семејството имаше успешна сезона во Кина и продолжува да игра кошарка. Да функционира нормално, да речем. Тоа е најважно. Времето ми поминува многу брзо, така што секако дека ќе искористам приликата да ве прашам прво какви ви се вашите желби околу тоа што ќе го работите во иднина, затоа што сигурно е дека сепак за вас и за вашата кариера е многу важно кој би ви бил следниот предизвик. Значи, има ли сега некакви понуди и од друга страна имате ли вие лично некакви поконкретни желби? Нашиот живот како професионални спортисти е непредвидлив. Желбите се желби, но до нивно остварување треба да има обострана љубов од одреден клуб, земја или репрезентација, така да мислам дека е рано да размислувам, мислам дека треба да го искористам овој период да одморам малку, да тоа што после 6 години во тој дел на светот каде што е малку повеќе ладно и има недостаток на витамин D3 и сонце, сега да го искористам оваа пролет тука да малце одморам, да се понуди има и ќе има и не е проблем, но не би брзал.
почека малку па во текот на летото ќе видиме. Сигурно ќе работам некаде. Постои мала шанси да не работам додека не се отвори нешто за што сум вистински го сакате? Нема да земам работа по секоја цена, затоа што мислам дека треба да се одржи нивото на овие клубови кои што се со одредено реноме и се надпреваруваат во доволно квалитетни лиги. Така да ќе видиме што носи иднината. Ќе видиме, значи рано е сепак се уште нешто поконкретно се каже, но јас искрено верувам и посакувам дека најмалку Евролига ќе можеме да навиваме таму за вас, но добро, следна некоја прилика за тоа. Ќе го завршам само разговорот уште малку за вашите приватни и лични впечатоци. Рековте во Русија е студено, научивте јазик. Има ли некои други убави работи што ви се омилени, што некако си ги земавте со себе од таму, а истото и околу вашето семејство, заради тоа што тие сепак живеат овде, но видов и фотографии дека имавте прилика сепак и таму одредено време да уживате заедно. Да. Семејството беше со мене во Полска една година, кога дечињата беа помали, после во Казахстан беа 3 години, научија руски јазик, полски, како и јас, затоа што кога ќе се задржиш во една држава 3-4 години, е нормално, мислам, да се испочитува и таа земја и тој и да барем пробаш да го научиш нивниот јазик, култура, менталитет, затоа што сепак таму работиш и е, мислам, имав добар пример, тренерот на Вардар, Ракомет, Раул Гонзалес. Бев импресиониран кога збореше на македонски. Да, зборуваше тој и неговиот помошник своевремено, потоа тренер Давид Дејвис. И Давид Дејвис, да. Зборува македонски. И тоа за нив кирилицата е прилично комплициран момент. Така да, голема почит кон нив и имам афинитет кон јазиците, така да и деца мои, мислам дека е сепак добро за нив, за нивниот развој, остануваат тие впечатоци, тие, мислам дека е богатство за понатомошниот дел од животот. Дека тие искуства кои што ги доживувавме како семејство, можноста да живееш во Астана, во Москва, дека тоа е нешто што ќе остане за цел живот и што те формира како личност. Љубопитни сме, сакаме да упознаваме нови култури, нови земји, да патуваме, да видиме каде ќе не однесе иднината. Се надевам во потопли краишта. Да. Добро. Како што реков, за тие некои идни сценарија, верувам дека ќе се видиме во некое друго време. До тогаш ви посакувам пред се добро здравје и многу успех во што и да е следен ваш предизвик. Не се сомневам дека како и до сега ќе го работите со максимална љубов и посветеност. Благодарам на поканата. Се чувствував многу пријатно и се надевам ќе се видиме и друг пат. Последна прилика. Благодарам многу. Беше тоа господинот Емил Рајковиќ со сите оние впечатоци кои реков се уште се тазе. Ние нови спортски теми отвораме секој викенд, тоа веќе добро го знаете. До тогаш и вам ви посакувам се најдобро и се разбира следете програмата на телевизија Телма. Довидување.